Наш гостин во ово издание на Инфорегион е Зоран Илиевски од коалицијата Сега, чишто главен фокус на работа веќе со години се младите. Господин Илиевски, добро дојдовте во најново издание на Инфорегион. Благодарам за поканата, можноста да учествуваме, да презентираме од оно што го работиме и оно што го застапуваме. Како што кажав, главниот акцент на кој што веќе со години како коалиција го поставувате се младите луѓе, нивните проблеми, перспектива и иднината на младата генерација. Но пред да започнеме со младите, би сакал да поразговараме за една тема која што во овој момент ги погодува сите, практично сите генерации, и помладите и постарите, а тоа е пандемијата на COVID-19, која што веќе имаме повеќе од година дена, не само во Македонија, туку и во целата планета. За овој изминат период владата превзеде одредени мерки за да се амортизира на некој начин тој удар во сите општествени сфери од страна на пандемијата. Дали сметате дека државата превзеде доволно одредени мерки за младите луѓе во овој период? Така, факт е дека се соочуваме глобално со пандемијата и дека сите влади во светот преземаат одредени мерки и активности со цел да поддржат своето население генерално во сите сфери на живење. Така и кај нас во текот на оваа измината година се презеде одредени мерки кои што беа во насока на поддршка на одредени сегменти од населението и во делот на правните субјекти. Но сметам дека од она што беше преземено не е воопшто направено од аспект на потребите на младите. И оно што можеме да го потврдиме како интервенција беше субвенциите за младите вработени и невработени, кои што субвенции представува ваучери за да ги искористат во текот на тешките месеци кои ги поминува, и тоа беше многу мала интервенција, односно нешто што од гледна точка на младиот човек нити го помогна, нити му даде некаков стимул или можност за напредок, за преживување, нити пак значеше нешто по основа на неговите потреби од секојдневното живење, пак што да потврди. Конкретно, она што беше направено, сметам како главна целна група која што е најранлива кај нас, па и во светски рамки, владата можеше да направи многу повеќе интервенции, многу повеќе помош да обезбеди во насока на ублажување на состојбата со која што се сретнаа сите неспремни, но најмногу, пак викам, како млади, како целна група која што е изложена на најголем ризик. Што требаше според вас да превзеде? Па прво требаше да се проверат кои се од аспект на нивните потреби соочени со пандемијата, што им треба на младите. Владата донесе одлука со која што линеарно ги таргетираше сите млади во категорија до 29 години, оние кои што се вработени и не се вработени, и сите линеарно ги поддржа со одредени субвенции, првично почнеа со трансферна средства на трансакцијските сметки, понатаму следеа ваучерите во текот на летните одмори, и тоа се две интервенции кои што, ако ги гледаме од додешна перспектива, буквално ништо не влијае во подобрување на секојдневното живење на младите луѓе, затоа што нити субвенциите нешто им значеа, нити пак ваучерите нешто знае. Ние можам да го потврдам фактот дека во текот на летото имавме млади кои што преку социјалните медиуми ги продаваа своите ваучери за летување, што значи дека не им била тоа потребата. Автоматски таквата состојба покажува дека добиле нешто кое што не им треба. И така викам дека во условите во кои што го поминавме 12-месечниот период, требаше да бидат мерките наменети за младите во согласност со нивните потреби. Јас не сум релевантен представник за младите, не дека не сум млад човек, туку не можам да зборувам во име што им треба. Требаше некој друг да ги праша што е оно што е за нив потреба, и дали времето ќе покаже, ако се направат анализи, дали мерката субвенции во одредена висина на парични средства беше доволно за да ги покрие нивните потреби. Ако гледаме пак викам од денешен аспект, тоа смешна сума на пари за еден млад човек и за еден нормален човек, не само за млад човек, кога става збор за нивните потреби се многу поголеми, не се само финансиски. И вториот дел дека субвенциите кои што се однесуваат за летување воопшто не ги допреа младите луѓе, нити му го променија нивниот живот. 2 дена во Охрид или во небитно во кој хотели во Македонија ништо не значи за да влие на подобрување на квалитетот на живот за младите.
Се надевам дека можеби ова мисија ќе допре и до оние кои што ги креираат политиките на владата, дека ќе направат процес во кој што изворно ќе прашаат што им треба на младите во вакви услови и дали тоа, доколку пак го направат тоа без да ги прашаат младите, апсолутно ќе имаат мерки или интервенции кои што апсолутно нема да бидат во согласност со нивните реални потреби. Дали сте имале контакт со слични или организации како вашата во странство? Што во другите држави се направи во овој период за младите? Видете, повеќето се системски поддршки кои што државите ги обезбедуваат за младите како целна група. И не само она што значи материјална или финансиска помош директно да му се преферира младиот човек на вработен или вработена трансакцијска сметка. Потребата е во институционалната поддршка, во делот која гледаме целната група млади, ги гледаме млади и во образование и во образовен систем. Значи многу е за прашањата се многу пошироки за да можеме да ги анализираме и дискутираме, например, што на младите во основно образование им треба, што на младите во средно образование, што на факултет им треба и колку тоа е соодветно во секојдневните проблеми со кои што се соочуваат, а па понатаму, чекор понатаму, е што на младите кои што го завршиле своето образование и бараат работа, што тие и кај се соочија во ваквите услови. Сметате ли дека државата не направи доволно јасна стратегија? Апсолутно. Значи државата не направи воопшто јасна стратегија и прашање дали имаше стратегија за да се справи и да одговори на потребите на целните групи, односно во нашиот случај, наша примерна целна група се младите. Мислам дека тотално е промашена стратегијата која што се направи и прашање дали постоеше стратегија како да се делува во тој еден хаотичен момент на барање од сите страни, од сите сегменти на општеството кон владата, помогни вамо, помогни таму, помогни на целни групи, помогни на различни бизниси и секој со својата приказна. Во суштина сите оние кои што побараја помош или упатиле апел за помош до владата, имале проблем. Значи тие не би барале помош ако немале проблем. Едно од главните прашања и проблеми кои што ги мачат со години младите во Македонија е вработувањето. Дали државата дава соодветна поддршка за оваа проблематика? Воопшто главен и врвен приоритет. Јас сега ќе кажам само кратко. Ние како коалиција сега работиме од 2004 година како формално правна коалиција на младински организации во Македонија и главната канцеларија нас ние во Прилеп и отока го правиме менеджментот, планирањето и спроведувањето на активностите. Причината за формирањето на коалиција сега во 2003 година неформално е да се донесе политика за млади за државата и ја надоврзувам поентата дека уште во 2003 врвен приоритет на младите било вработување. Приоритет и денес. Така што не се променило ништо во изминативе 10 години и дека се уште е останато главен приоритет вработување. Значи ако е 2003 скоро 20 години, 17-18 години ние тапкаме во место. Тапкаме во место. Тоа го покажува, тоа е индикативно, тоа го покажуваат истражувањата и заради тие истражувања на ниво на приоритет вработување. Што е она што државата направила во контекст на поддршка на вработувањето? Сметам дека зборувам за актуелната состојба денес, да кажеме, што е она што е можност за младите, мислам дека многу малце фокусот е даден на поддршка на вработување, иако прашањето е комплексно. Системско е прашањето за вработување. Не е само една интервенција, ајде да направиме некаква мерка која што ќе ублажиме нешто. Не, овде прашањето е на ниво на системски промени кои што заедно треба да делуваат за да се превенира, но гледаме дека повеќе од 20 години не е превенирано во делот на вработување. Во моментот се активни оперативниот план на владата, односно на Агенцијата за вработување, кој што е во насока на помош и поддршка на вработувањето на сите целни групи, меѓу кои и младите. Она што можам јас да го кажам од искуството или од експертизата наша во делот на помош и поддршка, сметам дека е многу малце од денешен аспект, иако почна годината, дел од мерките се пушти и завршија, многу малце ќе имаат влијание во поддршка на вработувањето на младите, бидејќи неопходни се структурни реформи во Агенцијата за вработување, каде што, меѓу другото, услугите кои што ги даваат нивните центри за вработување треба да бидат направени во согласност со потребите на невработените лица. Ние имаме локална канцеларија на Агенцијата за вработување, Центарот за вработување во Прилеп, каде што дополнително отежната е комуникацијата и со самата пандемија. Имаме вработени кои што немаат доволно вештини, знаења и компетенции да одговорат на потребите на пазарот на трудот, од една страна на невработените млади, од друга страна на бизнис секторот. И во таков еден склоп младите се изгубени за да го обезбедат патот до вработување.
Што е на прашањето, пак да се вратам на твоето прашање, Нерко, што е оно што државата прави? Прави некаков сет на мерки кои што ги става во пакетот на мерки за поддршка на вработување, кои што мерки за жал, на пример, не одговараат со големината на потребите на младите луѓе. Индикатор за ова дека е така, јас го кажувам дека завчера заврши мерката за практиканство и практиканска работа. Ако сега сме април месец, а мерките за цела година, и заврши завчера мерката за практиканство е мерка која што обезбедува за младите може да се стекнат со знаење, вештини, за да бидат повработливи во понатомашниот период, тогаш што ќе правиме ние цела година, што ќе му понудиме на младите. Тој е прв индикатор. Втори индикатор. Пред 2 недели, скоро од сега, заврши мерката за започнување на свој бизнес, односно грант за започнување со свој бизнес. Ако пред 2 недели заврши мерката, тогаш што е нешто оние млади кои што ние ги поддржуваме во нивните предприемачки способности да започнат собствен бизнис, а во Македонија 90% од вкупниот број на регистрирани компании се мали бизниси, тогаш што оние млади ќе прават до крај на годината? Како државата ќе му одговори на барањето на оние млади кои што сакаат да започнат свој бизнис? Друго е прашањето кој што сакам исто така да го наметнам и да го отворам и да упатам порака до одговорните, колку овие мерки во смисла на процедура се воспоставени да одговараат и за бизнисите и за невработените млади. Мене лично, како човек кој што работи во делот и на вработување, на помош и поддршка на вработување, но и на бизнисите од друга страна со кои што, бидејќи ние сме во корелација и со бизнисите и со невработените млади, основен проблем е информираноста. И принципот на кој што овие мерки за поддршка ги дава владата, се по принципот на прв дојден прв услужен. Тоа дава сомнеш и за бизнисите и за невработените млади. Затоа се случува да немаш информација дека со самото најавување за мерките, денес се најавува дека започнуваат мерките, за 4 сати завршува и на мерка која што се викаше субвенционирано вработување. Јас имам реакции со бизниси за кои што комуницираме, прашуваат, добро, како може да во 4 сати да затвори мерката? Ни јас немам одговор. Одговорот треба да го бараме во агенцијата и процедурите кои што ги воспоставува. Постои огорченост од страна на бизнисите за овој начин и овој систем на распределба на мерките за помош и поддршка. Таа мерка се случи сега? Таа се случи и заврши. И повеќе нема да се повтори во текот на година. За 4 часа? За 4 часа. Се појави на агенцијата, на веб страната на агенцијата за вработување и после 4 часа е исклучена, што значи дека завршила. Значи за 4 часа не е возможно бизнисите да ја соберат документацијата која што треба да ја прибават од различни институции да аплицираат на мерката. И тоа става сомнеш кај сите бизниси за понатомошниот начин на помош или поддршка која што им се дава. Истото сакам да го кажам и за останатите мерки кои што ќе следат, но сепак пак викам дека ако мерката за младите луѓе самовработување со грант заврши во април месец, односно во март месец поточно, тогаш од март до декември што им даваме ние на младите како држава? Која поддршка му даваме да започнат бизниси? Да ги тапкаме по рамо? Или да им кажеме дека да, добро е, продолжи и издржи до година може би ќе аплицираш и ќе добиеш. Мерката практиканство, ако ја правиме и дизајнираме да даде можност младите луѓе да се стекнат со искуство за да бидат повработливи, заврши, што државата до крајот, до 31.12 ќе обезбеди за младите за побрзо да се вработат. Дали имате поставено прашање до институциите, што ќе прават во изминативе 9 месеци? Официјално немам испратено писмено барање за да побараме информации и мислење, но врз основа на усвоената програма за помош и поддршка на вработувањето, оперативниот план за вработување, таму се утврдени бројките на ниво на 12 месеци. Пример, карикирам, не зборам точна бројка, ако за 2021 имаше обезбедено 1800 практикански места и ако тие се потрошија, значи повеќе нема да има. Автоматски одговорот го добиваме дека нема да има никаква поддршка за младите луѓе во делот на вработување. Уназад години имаше различни мерки од АВРМ кои што на еден начин овозможува некаква можност младите да отворат бизнис, да се вработат и така натаму. Колку од нив се валоризира на пазарот? Јас работам за програмата на, меѓу другото, надворешно, во помош и поддршка за програмата на Обединетите нации, која што даваше директна поддршка во процесот на изготвување на бизнис план, почетно бизнис идеја и бизнис план.
за младите невработени и директно сум информиран во тој контекст. Морам да кажам, врз основа и на истражувањето на Обединетите нации, единствената мерка која што даде најголем ефект по однос на вработувањето на младите токму мерката започнување на собствен бизнес, односно вработување со грант, само вработување со грант. И тоа е единствената мерка која што даде најголем учинок во делот на помош на вработување при вработување на младите. Процентуално, околу 80% од отворените бизниси во Македонија преку програмата само вработување со грант останаа, функционира. Бидејќи се работи тоа најчесто за мали бизниси кои што младите луѓе како иницијатива ја имаат и може да опстојат на самиот почеток. Иако програмата ги држи во рамки на своето работење 2 години да мора да функционираат, но сведоци сме дека да ги земеме како пример за најчиските дејности, фризерки, шминкерки, бербери, продавници, мали продавници, колонијали продавници за продажба и давање на услуги, електронска поправка, поправка на телефонски уреди и така натаму, цел тој сет на бизнеси се уште функционира и ќе функционира, бидејќи тоа е можност преку која што државата ќе ги поддржи, а овие ќе останат вработени, ќе плаќаат придонеси и ќе се чувствуваат дека придонесуваат нешто дополнително и во општеството и самите за себе. Пак уште еднаш на прашањето потврдувам дека во 80% од вкупниот број на отворени бизниси во изминатите 15 години се самоодржливи и се функционални. И тоа е единствената мерка од пакетот на мерки кои што ги дава државата за категоријата млади, која што навистина е издржана и е корисна. И заради тоа требаше владата да го зголеми овој број на поддршка за отворање на бизниси на младите луѓе. Тоа е кога станува збор за приватниот сектор. Кога станува збор пак за државниот сектор, за жал 30 години во Македонија важи правилото дека нашата втора лична карта, односно втората лична карта на младите луѓе треба да биде партиската книжка. Зошто е тоа така? Затоа што така им одговара на политичарите. Ние не излеговме од контекстот на размислување во кој што на прв интерес ќе стане државата, на втор интерес ќе биде партијата и партиските интереси за да дојде на власт. Затоа што во демократско општество секоја партија во политичкиот систем основна цел е да дојде на власт, што е нормално во демократскиот свет. Но кај нас политичките партии научија дека единствен начин да го држиме членството да не поддржува е доколку партиската книжка ја воведеме како задолжителна легитимација, ако ги примаме во институциите во кои што ние функционираме, односно оперираме, менаџираме. Политичките партии, ова е друга тема, нели демократија малце повеќе, но убаво е за граѓаните и за гледачите да го имаат во предвид дека политичките партии во моментот кога ќе дојдат на власт, тогаш се тие кои што менаџираат со државата. Менаџирањето не значи посвојување. Менаџирањето значи да биде функционално и да обезбедиш напредок. И така, секоја власт, без разлика дали национална, локална власт, нивната работа е да менаџираат. Тоа не значи дека треба да ги злоупотребат сите останати елементи кои што ќе му овозможат да останат на власт. Таква е ситуацијата се уште. Како да се прекине се тоа? Еве 30 години имаме копи пасте на работите. Така, мора да се направат прво реформи во јавната администрација, да се воспостават системи на отчетност, системи на одговорност, во кои што нема да им биде лесно на било кои политичари да го манипулираат трудот на оние кои што сакаат да се вработат или се определени да се вработат во јавна администрација. Прашањето ти е како? Како е со реформи во јавната администрација, со јасно воспоставени процедури и постапки за избор на вработување, начин во кој што ќе се загарантира апсолутно транспарентен преглед на целиот процес на вработување на секој поединец. Тоа што значи? Тоа значи дека ќе го се отежни патот на партиското влијание за наше дете да влезе на работа, туку ќе се даде можност на патот за способните деца да влезат на работа. Видете, од принципот во кој што наше дете ќе влезе на работа, дојдевме на оваа стадиум во кој што сме во државата, во кој што имаме јавна администрација која што не функционира. Зошто не функционира? Бидејќи таа без капацитет е примена на работа. Секој почит на вредните работници во јавната администрација. Без разлика дали се работи на локално ниво или национално ниво. Има навистина луѓе кои што се со капацитет, но сите оние кои што облегуваат по основна партичка книжка, тие не облегуваат по основна квалитет.
влегувајќи во јавната администрација без квалитет, тој не може да дава услуги во интерес на граѓаните. На крајот на денот, на сите треба да им биде јасно дека сите кои што земаат плата од јавната администрација, земаат плата од нас граѓаните, од данокот кој што ние честно го плаќаме. Па така викам, како да се прекине овој ланец од 30 години, со политичка волја на било кој политичар кој што е на власт или ќе дојде на власт, да го прекине овој систем, да воведи нови системи на процес на избор, на вработување на луѓе во јавната администрација. Ние, како мудро тоа го правиме, добиваме препорака од процесот на зачленување кон ЕУ, или добиваме препорака од меѓународни организации кои што викаме партизирана е. И викаме, добра, ние ќе отвориме нова агенција за јавни службеници, па таму ќе одат да полагаат. Ние ги правиме само институциите, но внатре останува сето да биде корумпирано. Тоа се рефлексиите на сите кои што влегле во процесот, а немале партиска книжка. Така што, пак што денес викам дека свеста кај политичарите треба да биде издигната на многу повисоко ниво, државата наспроти партијата, и дека треба да се најде политичар од актуелната власт кој што ќе каже дека борете, дати сега да почнеме да поставиме систем кој што е неков на системот во Брисел, онеков на онакви барања кои што нас не ги поставуваат, за да го зајакниме институционалниот капацитет на државата. Ние можеме да го зајакниме институционалниот капацитет на државата само со луѓе кои што се доволно добри, да имаат знаења, вештини и да управуваат со институциите, односно со услугите кои што нас како граѓани ни се најважни кога ќе влеземе во институција да добиеме адекватна услуга. Се што е влезено партизирано, во најголем дел е влезено без капацитети, без компетенции, стручни за работната позиција за која што е примен, и затоа после ние како граѓани немаме услуги. Нема од кого да бараме, затоа што тој што влегол таму, влегол после на партиска книжка, не влегол по однос на својот капацитет, на своите знаења, вештини, образование или целосходно неговите компетенции. Да се надеваме дека ова што го кажа овој принцип на наше дете, мој дете, твој дете ќе престане еден ден во Македонија и дека конечно државата ќе биде издигната над партијата, затоа што тоа доведува до еден друг поразителен факт кој што го имаме од 10 анкетирани млади, јас гарантирам дека 9 ќе дадат одговор дека сакам или својата перспектива иднина ја гледам во странство. Тоа е поразителен факт. Не само што е поразителен, тоа е сурова реалност во која што живееме. Точно е дека на секој 10, 9 би заминале заради причини кои што се сосема легитимни. Кажувајќи го на што го кажуваш сега во моментов како теза, мене ме враќа назад 10 години, кога е правевме првата стратегија за млади или првата национална политика за млади. И кога го издвојува младите при анкетите и фокус групите со млади кои што ги имаме, кога го издвојува приоритетот, односно причината, главна вработување, вика јас сакам овдека да имам можност да се вработам за да останам во држава. Значи тоа е несуштева. Ние сме многу полоши 10 години потоа, во која што младите вика вака сега повеќе не адресираат причина. Вика мене не ми се допаѓа системот и ќе си одам од државата. Така што не е повеќе, значи не е повеќе вработувањето на младите. Сега и да му даваш пари, тој не сака да работам. Не сакам да живеам во ваков систем. И тоа е најсериозниот показател кој што треба да биде упатен кон сите апсолутно политичари, и позиција, и опозиција, и сите оние кои што се поддржуваат демократија и политичкиот систем кај нас во Македонија, дека интервенцијата наша треба да биде сега целосно системска. Значи не е потребата, пак викам, пред 10 години што треба да направиме ние или што треба да направи државата за да останеш во Македонија, тој вика сакам да се вработам. Само да се вработам и ќе останам. Сега не е едно само да се вработам и да му даваш, тој нема да остане да се вработи. Што е реален факт. Од 10, 9 заминуваат. Утре да заврши пандемијата и да се отворат границите за нормално комуницирање, нормално патување на граѓаните од кај нас од Македонија. Мораме сите да бидеме свесни дека во најмалку 60% од младите невработени заминуваат од државата. Тоа се базира на 30 години разорување на системот во кој што младите конечно му дојде преку глава и немаат друг избор, туку ќе си одат. Не верувам дека ќе има толку силна влада да може да го запре овој процес, ако овој процес не биде поддржан со докази дека да, останете, системот ќе функционира, ќе има честност, ќе има отчетност, ќе има транспарентност во се ова што ние го правиме. Ова силно ќе се рефлектира на целосното општествено обкружување.
Затоа што ако во моментов сите млади се врати од странство, кои што има привремен престој заради вработување, се вратија се тука. Во моментов бизнисот функционира, има работници, но кога сите овие ќе се заминат од државата, тогаш ќе имаме реален проблем во бизнисите, нема кој да работи. Бидејќи нема да има доволна работна сила за да ги покрија местата кои што се нормално функционира на секој еден бизнис. Зборуваме и за индустријските зони, каде што има огромен број на вработени, по 1000-1900 вработени, но зборуваме и за малите бизниси, каде што има тројца, петмина. Тоа ќе се рефлектира и ке малите бизниси, но и ке големите бизниси. Тој бизнис, мислам, тој проблем постоеше и пред пандемијата. Ниту стручна, ниту нестручна работна рака немаше за во бизнис сектора, па дури излезе едно размислување да увеземе работна рака од странство. Така е. Затоа што се оно што беше квалитетно, стручно и работоспособно во смисла посветено на работата, сето замина во странство. Не е битно во која држава, не е кај нас во Македонија. И бизнисите навистина ќе се соочат со тој проблем. Ќе мораат да увезуваат работници од соседните земји, од други земји кои што не мора да се во најблиско соседство, бидејќи во бизнисот најважно е денеска да тече производството, затоа што тој има одговорност да направи извоз, односно пласман, се ветил некаде за да го постигне тоа. Ова сериозно ќе делува на општествените промени. Ова сериозно ќе делува на општеството во кое што ќе имаме, јас знам дека на крајот ќе ме резимира со истото дека ќе имаме за некои 4 до 5 години држава во која што остануваат само стари и државата старее. Систем во кој што ние како граѓани плаќаме за да функционира, обучуваме во образовен систем, инвестираме во образовен систем. Имаш млади кои што завршиле со инвестиција од државата и заминале во некоја друга држава. Тоа е трошок на државата, бидејќи тој никош нема да работи со стекнатото знаење и со стекнатата диплома кај нас. Колку кај нас државата го слуша овој глас на младиот човек? Морам да признам дека до пред добри 3-4 години гласот на младите многу помалку се допираше до властите и дека во последниве неколку години, ова го потврдувам со самото носење на Законот за млади ланска година, јануари 2000 година, многу поинаку политичарите ги прецепираа младите како целна група, но пак викам дека факт е дека изминативе 3 до 4 години политичарите многу повеќе го слушаат гласот од младите. Го слушаат, тоа не значи дека и постапуваат според него, но и доаѓаат позитивни промени од аспект на можност да го слушнат гласот и да се влијае на тоа. Добро, не би требало многу да се радуваме на тоа дека еве не слушаат, ама ништо не превземаат. Така е, затоа реков, ефектот пак може да биде исти, може да слушаат, а ништо да не преземаат. Но барем чекор понапре, постојат, се гледат механизми, се гледат начини, се гледа отвореноста дека е поголема за да го слушнат гласот на младите. Само еве неколку еден од фактите е, например, премиерот назначува посебна позиција советник за млади и младински политики, што е позиција која што е млад човек, и небитно дали е самиот млад човек, битно дека има, и се тоа покажува свесноста дека му се важни младинските прашања, има човек во позиција во владата кој што е заложен за младинските прашања. И тој може директно да влијае на премиерот. Понатаму, само уште два аргументи да кажам, ова се деловите кои што треба да ги пофалиме, апсолутно политичарите. Во рамки на парламентот, на собранието, формираме парламентарна група за младински прашања и тоа се претежно од сите политички партии, независно позиција и опозиција, млади претенденти кои што ги застапуваат интересите на младите. И трет аргумент ми е носењето на самиот закон за младинско учество и младински политики, ланска година, во која што се дефинира што треба државата да направи за младите, што локалните самоуправи за младите, и ова покажува промена на сенс или чувството дека нешто треба да направи за младите. Минатата година, токму во нашата локална самоуправа, беше презентирано на истражување кое што даде непоразителни факти. Дека односот помеѓу локалните самоуправи на ниво на држава и младите буквално е на нула. Ниту пак во некои општини постојат младински совети, или пак ако постојат се проформа како тела кои што воопшто немаат никаква допирна точка со младите. Едноставно не функционира таа комуникација. Така е. Ние како коалиција сега го застапувавме носењето и учествувавме во опишувањето на законот за младинско учество и младински политики, кој што, меѓу другото, му даде правна рамка и норма за да биде испочитувана на сите локални самоуправи по одредена процедура избор на тој локален младински совет. Да, и ние како општина Прилеп имаме локален младински совет, кој што за жал е нефункционален, и многу други општини, 50 или 60 општини во Македонија, направија
чекор понапред сакаат да формираат локални младински совети и тие се нефункционални, тоа е факт. Сега, која е надежта? Надежта е тоа што со новиот закон се утврдува процедурата и постапката на избор на тие младински совети и му се дава некакво поширок интегритет за да може да влијаат на возрастните. Направена е правната рамка како да учествуваат младите, да го кажат својот глас пред советниците во локалната самоуправа, односно му се дава можност во наредниот период преку формирањето на локалниот младински совет представници на младите луѓе од градот, од наша општина, да учествуваат во работата на советот и да предлагаат точки на советот на општината кои што се од интерес на младите. Дали ние ќе најдеме и толку храбри млади кои што нема да се плашат од возрастните избрани советници или од политичарите и дрско ќе им пркосат на седниците на совет да го посочат она што им е важно, тоа мислам дека е клучното решение за успешноста на овие локални младински совети. Пред се мораме да кажеме дека со овој закон за младинско учество и младински политика му се дава легитимитет на младите силно да го кажат својот глас што им треба. До сега немавме можност како и ги осудувавме политичарите. Сега јас се плашам, пак уште еднаш, дека политичарите го направија своето и го усвоија законот, дека младите, пак сега од друга страна, нема да бидат доволно храбри да му кажат на политичарите на локално ниво, но и на државно ниво, што им треба. Се надевам дека ќе има позитивни промени. Ние како коалиција сега во нареден период во минимум 4 општини ќе ги поддржиме општините да го формираат по процедура на локалниот младински совет, која што е утврдена со закон. Ќе ги поддржиме 6 општини во Македонија за да изградат, односно изготват своја политика за млади, дали таа ќе биде 3 или 5 годишна, зависи од општините. И ќе го поддржиме тој процес за да сватат локалните самоуправи дека и невладините организации кои што се тука заедно со нив на локално ниво се да му помогнат на младите да направат подобро место, подобро катче, подобра општина за живење. Прашање е колку овој закон за младинско учество и младински политики ќе биде притисок за сите локални самоуправи, бидејќи согласно овој закон на годишно ниво секоја општина треба да оддели од својот буџет 0,3% за младите, односно за проекти за младите или за програмата за млади. Колку тоа ќе го направи и колку тоа ќе има влијание. Јас сум сигурен дека секоја општина од Македонија, без разлика на вкупниот буџет, ако е помала ќе биде помал процентот, ако е поголема, пак истиот 0,3% ќе има поголеми пари. Дека тие пари, ако се насочат правилно, реално за младите луѓе, дека ќе се подобри локалното живење, нешто ќе видат некаков бенефит, некаква корист во смисла на интелектуален развој младите луѓе. Ќе можат паметно да го искористуваат слободното време, ќе можат да се дружат, ќе можат да следат дополнителни едукации за да му се зголемат нивните знаења, вештини, да станат повработливи. Видете, нашиот фокус и како коалиција сега и најголем дел на граѓански издруженија кои што се бават со млади е насочен токму во поддршка на вработувањето. Тоа е иста паралела што ја прави државата, но нешто што е факт во цела Македонија, ке сите општините најмалку се водат грижа за вработувањето. Например, кај нас постои политичко размислување дека се што се несува на вработување на младите треба да се бери гаѓа државата преку агенција за вработување. Не, тоа е погрешен пристап. Бидејќи локалната самоуправа, градоначалникот е градоначалник на сите млади кои што живеат во општината. И тој треба да ги поддржи тие млади да се развиваат во патот кон вработување и побрзо да се вработат, за да останат жители на овај град и да му остане градоначалник оној кој што се грижи за нив. Господин Илиевски, ви благодарам на разговорот. Се надевам дека отворивме повеќе теми кои што ќе допрат и до локалните, но и до државните власти. Се надевам дека е можност и јас ве охрабрувам да правите што повеќе вакви емисии во интерес на младите, бидејќи тие се тие кои што треба да бидат главен фокус или главен приоритет на политичарите. Има многу теми, прекратка емисијата за да отвориме и да дајме одговор на многу теми, но се надевам дека и понатаму ќе се работуваме. Ви посакувам многу среќа и отворајте ги темите кои што се во интерес на младите. Токму така, ова беше ваше прво гостување за емисијата Инфорегион, нема да биде последно и ќе имаме многу теми кои што ќе бидат посветени на младите. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Зоран Илиевски од коалицијата сега. Се надевам дека отвориме повеќе теми кои што допираат до младите и дека не само до младите ќе допрат и до државните институции, затоа што како што кажаме,
Доколку не се случи тоа, доколку немаме јасна стратегија како држава, за жал, за 5 до 10 години ние ќе станеме држава на старци. Се гледаме во наредното издание на Инфорегион.